Евангелието според Јован, Лутер забележува дека тоа е круната на сите Евангелија. А па еден друг лутеран се надоврзува на Лутер, Ленски, и вели, а прологот или уводот, тоа е првите 18 стиха, се бисерот во круната на Евангелијата. Сите книги во Библијата се убави, сите се најубави, бидејќи Библијата е најубавата книга, но секоја книга си има специфика. И можеме да кажеме дека ова Евангелие е навистина специфично Евангелие. Многу нешта ја прават спецификата на ова Евангелие. Се разликува од останатите три, кои се наречени синоптички, зашто многу се наликуваат во 90% се исти, идентични, следат иста хронологија, исти настани, додека ова Евангелие во 90% е различно од останатите три Евангелија. И посебната специфика на тоа Евангелие е самото авторство. Авторот е специфичен. И во еден момент, кон крајот на Евангелието, авторот ќе напише и многу други чуда изврши Исус пред учениците своји, што не се запишани во оваа книга. И кога вели и многу други чуда изврши, што не се запишани, покрај другите главни поенти, Јован сака да каже, како автор на Евангелието, јас ги видов тие чуда. Јас сум сведок на сите тие чуда, не само на чудата што се запишани и кои решив да направам селекција, да ги вклучам во Евангелието и многу други чуда. Тоест, ова Евангелие е специфично поради тоа што авторот е сведок на личноста, на делото на Христос. Тој запишува како очевидец на сите тие настани. Сега и Матеј пишува Евангелие и тој е очевидец на настаните, меѓутоа, за разлика од Матеј, Јован е дел од таа внатрешна тројка, наречена заедно со Петар и со Јаков, кои имаа привилегија да видат и чујат нешта насамо со Христос. Привилегија која немаа другите ученици. Така да, овие факти, што ќе ги видиме, ја прават спецификата на оваа Евангелие. И авторството на Јован, на еден многу близок ученик на Христос, еден од најблиските, најдоближените до него, е причината критичарите на Библијата да удират токму на авторството и го негираат авторството на Јован. Според либералните теолози, таа книга е напишана од некој си човек од крајот на втори век кој никогаш не го видел Христос. Во интерес на вистината, треба да кажеме дека многу повеќе аргументи, многу повеќе докази одат во прилог на авторството на Јован отколку спротивната теза, дека некој друг е автор. Нема многу да наблегуваме во тоа. Во коментарите, по некои коментари, пола од материјалот е посветен на докажување или оспорување на авторството на Јован, да не се случи како на анекдота. Знаете, некој професор на теолошки факултет решил да предава предмет авторството на книгата Евангелие според Јован. 3 месеци предавал и кога завршил со предметот, рекол, тоа беше целта, да ви убедам дека Јован е авторот. И некој од студентите рекол, па јас и пред да почнеме со овој предмет, верував дека Јован е автор и џабе си го губев времето овде. Да не си го губиме џабе времето, верувам дека сите сте убедени во авторството на Јован, но пак ќе кажеме некои докази кои се клучни во тој поглед. Раната црква, и тоа е силен аргумент, уште во древноста говори за авторство на Јован на ова Евангелие. Иринеј е првиот кој пишува на таа тема, потоа и Тертулијан, Климент Александревски, најавторитетен е Иринеј Лионски или Иринеј епископот на Лион. Самиот тој во неговите записи вели дека бил како мал, можел да ги слуша
беседите на Поликарп Смирненски, кој пак од своја страна е ученик на Јован и имал можност да ги слуша и другите, да биде очевидец на проповедите на други луѓе кои живееле за времето на Христос. Така да во своите записи Иринеј пишува за тоа дека го слушал Поликарп како негов ученик, како раскажува за неговите средби со очевидци на Христос и со самиот апостол Јован. И на едно место, држејќи се до тие сведоштва на Поликарп, кој е ученик на Јован, запишува дека оваа евангелие е напишано од Јован во Ефес, кога останатите три евангелија веќе биле напишани. И ако еден таков авторитет како Иринеј го тврди тоа, тогаш нема причина да не се довериме на тие аргументи. Меѓутоа, многу посилни се едни други аргументи кои па интересно и противниците, критичарите на ова евангелие ги користат во своја полза, а тоа е фактот што, например, Леон Морис го истакнува како аргумент, фактот што името или Јован воопшто не се спомнува во ова евангелие. Јован е спомнуван многу пати, вкупно 20 пати, мислам, не, вкупно 13 пати во останатите три евангелија, во различни прилики. Матеј 3 пати, Лука 7 и 10 пати, мислам дека Марко го спомнува. Како и да е. Така околу 20 пати некаде. Меѓутоа, Јован ниту еднаш не го спомнува името, неговото име Јован во евангелието. И поради таа причина некој велат, еве гледате, не е спомнато името Јован, а Јован ако беше автор ќе си го спомнеше. Други пак велат, токму поради таа причина што не е спомнато името Јован, докажува дека авторот е Јован. Тој прави алузии кон личноста Јован, кога, например, на едно место вели синовите Заведееви, тоа е Јаков и Јован се синовите Заведееви, користи често пати фраза другиот ученик, инако секогаш кога говори за личности, Јован ги именува во евангелието. Кога станува збор за некој, дали за Петар, дали е за Јован Крстител, така натаму. Меѓутоа, користи термин другиот ученик, кој не е идентификуван. И од контекстите можеме да стигнеме до заклучок дека тој се нарекува другиот ученик. И една друга омилена фраза, ученикот кого Христос го сакаше. Тоа е така една фраза. Не кажува кој тој ученик, но мнозина сметаат дека станува збор за самиот Јован и контекстите повторно водат во таа насока. И еден друг факт кој исто така интересен, за разлика од Матеј, Марко и Лука, кои често пати кажат Исус ги зема со себе Јован, Јаков и Петар и отидоа на осамено место или отидоа таму или онаму, во нито еден случај Јован не спомнува за такви настани. Никој пат не спомнува таа внатрешна тројка. Нема да најдете во ова евангелие и Христос ги зеде Петар, Јаков и Јован и отидоа некаде. И интересно зошто тој откажува да говори за некаква внатрешна тројка која е така најблизок круг на Христови ученици. И останува единствен одговор дека самиот Јован не сака да фаворизира некој во евангелието. А што се однесува до фразата ученикот кого Христос го љубеше, ќе кажеме нешто понатаму на крајот. Сега, многу ќе говориме за ова евангелие, ќе посветиме многу време, но основното за секоја книга, што треба за да ја сватиме самата книга, е да го сватиме авторот. Така и книгата ќе ни стане појасна. Така да би сакал, јас мислам воедно да ги ставиме Јован да го разгледаме како автор и книгата како книга, меѓутоа материјалот е така подолг, неколку 13 страници, нема да успееме наеднаш. Денес ќе го разгледаме само портретот на Јован, да се запознаеме со авторот. Верувам дека знаете многу нешта, но да се подсетиме на тоа кој е Јован. Кој е Јован во евангелијата
И кој е Јован во црквата понатаму? Кој е Јован после вознесението на Христос? Кој е Јован во делата на апостолите? Кој е Јован како автор на 5 книги? Кој е Јован кој се подпираше на градите на Христос? Кој е Јован кој бараше оган да се симне врз цело едно село? И кој е Јован кој пишува Бог е љубов? Кој е Јован кој се сметаше за ученикот кого Христос го љуби, но во Откровение падна како мртов од страв кога го виде вознесениот Христос? Ајде да видиме кој е Јован. И тука така хронолошки ќе ги подредиме оние текстови во Евангелијата кои ни го откриваат, нели? Откриваат сцени со Јован. И првата сцена, првото место каде што можеме да го видиме Јован, иако неговото име таму не е спомнато, е во книгата, во Евангелијето според Јован. Уште во самиот почеток, уште во 6 стих па понатаму, говори за Јован Крстител. Од објаснувањето за тоа кој е Логосот или Синот Божи, преминува кон Јован Крстител. И таму има еден текст, нели, од 35 до 40 стих. На реката Јордан стоја Јован и 20 од неговите ученици. И штом го види Исус како оде, рече: еве го јагнето Божјо. Кога го чујате од него тие зборови, обата ученика, има 20 ученика покрај Јован. Обата ученика отидоа по Исус, а Исус кога се сврте и виде дека одат под него, им рече: што барате? Тие му одговорија: рави, што значи учителе, каде живееш? И им рече: дојдете и видете. Тие отидоа и видеа каде живее, останаа тој ден кај него. А беше околу 10-тиот час. Еден од двајцата, што беа чуле за Исус и беа тргнале по него, беше Андреј, братот на Симон Петар. И се авторот вели: едниот беше Андреј, а кој другиот? Не кажува кој е другиот. Не е Петар сигурно, зашто во следниот стих гледаме дека Андреј ќе оти дома, ќе го најде Петар и ќе му каже: го најдовме Месијата. Потоа ќе одат кај Филип, исто така, потоа ќе одат кај оној, како беше, што не веруваше, Натаниел, и така. И сите тие ученици што во тој првична инициатива тргна, се спомнати по име. Единствено не е спомнат оној ученик што беше со Јован заедно со Андреј. Сега, гледам од Евангелијата на многу места дека Андреј и Петар, како браќа, рибари, кои имаат свое бродче, се блиски со Јаков и Јован, кои исто така имаат бродче и се рибари. Тие се уште пред да почнат да служат така, Исус не ги гледа посветено да го следат, уште во почетните фази тие се заедно некако, постојано. И од тука стигнуваме, нели, тој заклучок дека Јован е тој. Значи го гледаме Јован уште на самиот почеток. Тој е првиот, заедно со Андреј, кој тргнува по Христос. Тој е ученик на Јован Крстител. Еден друг исто интересен факт овдека, може да забележите, пишува Јован. На другиот ден пак стоеше Јован. И што е овдека карактеристичното? Не пишува Крстител. Јован Крстител. Во сите други, никаде во ова Евангелие нема да прочитате Јован Крстител. Го нема тоа Крстител. Кога зборува за Јован, авторот Јован, евангелистот, сака да каже тој е Јован, не сум јас. Исто така, таа титула Крстител е дадена од надворешни луѓе. Таа е подоцнежна фаза. Учениците на Јован никој пат не го нарекувале Јован Крстител. Самиот Јован не се нарекува Јован Крстител. И така како еден близок ученик на Јован Крстител, евангелистот Јован го ословува само со Јован, зашто тој е таму, тој е ученикот на Јован Крстител. Прво, значи, тој е првиот кој што заедно со Андреј тргнува по Христос, ученик на Јован. Потоа, следниот настан хронолошки кој го гледаме е веќе таа внатрешна тројка. Се наоѓаат во Капернаум, Христос цел ден проповеда долго време во синагогата,
потоа разбираат дека тештата на Петар е болна, одат во куќата, таму каде што е, и тој ги зима со себе само Симон и Андреј, тоест Петар. Петар и Андреј се живеат таму како браќа и со нив одат уште Јаков и Јован. И таму може Јован да го види тоа исцеление на бабата на Петар, после кој следат и многу други чуда што Христос ги направи, пише во продолжение. И таму во тој контекст е напишано дека со авторитет, со сила проповедаше Христос. Некако другите, туку неговиот збор беше посебен збор. Некако луѓето, некако фарисеите. Тој говореше со авторитет и со авторитет исцелуваше, ги извршуваше дејствата. Така, уште од тој момент гледаме, уште на самиот почеток, како се формира таа внатрешна тројка, од која што дела и Јован. Другиот настан, нели, е оној голем улов кој го пишува и Матеј во 4-та и Лука во 5-та глава, ајде го видиме ние настанот во 5-та глава, кога Христос вели, ќе ве направам сега ловци на луѓе, и тргнаа по него. Интересно дали сте го забележали тој факт, меѓутоа таму не се сите ученици. Таму се спомнати само неколкумина. Ајде да го видиме тој текст. Значи, се наоѓаат кај Генисаретското езеро. И пишува од самиот почеток Лука дека два кораба стоја покрај езерото, а рибарите од тие кораби беа излегли и си ги плавеа мрежите. Очигледно дека тоа се рибари кои го работат тоа, занаечи, тоа им е работата. Може би не занаечи, занаетот е нешто што се прави за рака, тоа им е бизнисот. Бизнисмени се занимаваат со риболовство. Ловеле цела вечер, Христос е тука покрај езерото и во еден момент тој влезе во еден од корабите кој беше на Симон. Симон си има кораб и си има и работници кои заедно со него работат. Има уште еден друг кораб. И го замоли малку да се оддалечи од брегот, за да биде малку да има така дистанца, нели? И да проповеда. И почнува да им проповеда на луѓето. И во 4 стих, штом престане да говори, му рече на Симон: сега заплови кон длабочините, фрлете ги мрежите, свој залов. Но Симон му одговори и рече: цела ног се трудевме, ништо не уловивме. Нај по твојата воля ќе ја фрлам мрежата. Тоест, ние сме рибари, знаеме како се лови, знаеме кога се лови, знаеме кај е најдоброто место за ловење и ништо не направивме. Ти си дрводелец и не учиш нас, но ајде, ќе одиме. И влегуваат, нели, водата, и што се случва? Така се преполнува мрежата, што не може да излечат за малку. И тогаш, во 7 стих вели, им дадоа знак на другарите, што беа во другиот кораб да дојдат и да им помогнат. И тие дојдоа и ги наполни и двата кораба, така што за малку ќе потонеа. И сега, кога го гледа тоа, Петар падна пред нозете на Христови и рече: оди се од мене, Господи, зашто сум грешен човек. Зашто него и сите што беа со него ги беше обзел страф од многуте риби што ги уловија. И Лука, кој е многу точен во своите книги, и во Евангелието, и во делата на апостолите, со точни, нели, називи на имиња, на градови, на локации, на настани, време кога се случува тоа, вели: исто така и Јаков и Јован, синовите Зеведееви, кои му беа другари на Симон. Тоа е другото бродче, кои беа таму, кои заедно ловеа. И му рече Исус на Симон: не плаши се, од сега ќе ловиш луѓе. Кога ги извлекоа двата кораба на суво, оставија се и тргнаа по него. Тој не тоа оној повик, нели, на Јован Крстител на реката Јордан: еве го јагнето Божје кој дава животот за гревовите на светот, туку тоа е еден поинаков повик. Хроничарите велат дека некаде околу 6 месеци подоцна, кога ти се уште се враќаат да работат на езерото, се уште се занимаваат со својот занает, и тоа момент кога тие оставаат својата работа. Петар со Андреј и Јован и Јаков. И од тој момент ние веќе не ги гледаме во корабите со мрежи. Тие тргнуваат да го следат Христос. Така да, тој иницијален повик за веќе
целосна посветеност, следиме, ќе ве направам ловци на луѓе, е упатен до Петар, Андреј, Јаков и Јован. И тие тргнуваат. Оставија се и тргнаа. И тука го гледаме во еден многу важен момент, исто така Јован. Друг настан, кој е така интересен спомнат, го има и во Марко, го има и во Лука и во Матеј, но го нема во Јован, е кога ги избира 12-те ученици Христос и ги именува, например, Марко во 3:17, кои се, и додава Јаков Зеведеев, брат му Јован, на кој им даде име Воанергес, што значи синови на громот. Така тој додаток го има овдека. Зошто синови на громот? Многу има, нели, тој поглед толкувања, но има еден момент друг во Лука 9 глава 54-55 стих. Беа во едно, сака да влезат во едно самаријанско село, меѓутоа тие не го примија Христос, и тогаш Јаков и Јован кажа: Господи, сакаш ли да кажеме да падне оган од небото и да ги истреби како што направи и Илија? Но тој се сврте кон нив и ги укори. И тука го имаме сега, ги имаме двајцата браќа кои сакаат да подействуваат на некаков начин на отказот на луѓето таму во селото да ги примат. Како? Ќе го уништиме целото село. И таму има мали деца, бебиња, сите ќе ги уништиме. И се интересно, никаде Илија не симна оган од небото да уништи некое село. Да, оган симна една жртва да биде голтната, да се покаже Божјата сила. Илија тоа го направи. Меѓутоа, таков случај немаме конкретен. И тука пак добиваме некаква слика за Јован и Јаков, какви луѓе се. И тука можеме да видиме една суровост од нивна страна. Не е така лесно да посакаш цело село да биде истребено, да изгори се. Тоа е Јован во Евангелијата. Сакат да употребат Божјата сила да ги казнат луѓето. Понатаму само на Петар, Јаков и Јован им беше дозволено да влезат во куќата на Јаир, куќата на Јаир, кога веќе неговата ќерка беше умрена, и тоа е првиот случај на воскресение. Јован е сведок на еден таков настан, кога Христос легнува на тоа девојче и го воскреснува. Тој е присутен заедно исто така со Петар и Јаков на планината на преобразувањето. Може да ја види таа, да кажеме, небесна слава, може да предвкуси онаа слава, нели, што Христос има од секогаш и за која бараш, нели, да се врати после воскресението. Друго нешто што, ајде не одиме така, нели, правно, тие бараа да седнат Јаков и Јован, и тоа чист непотизам, чист опортунизам. Христос најавува дека му доаѓаат страдањата, дека се насочува кон Ерусалим, кај што ќе биде фатен, тепан, понижуван, исмеван и убиен, предаден ќе биде. И тогаш Јаков и Јован се доближуваат до него и барат. Тоест, сакаме да не го исполниш она што ќе го побараме. Исполни ни го она што ќе го побараме. Нема бе молам, би сакаме да ни направиш нешто. На други места можеме да видиме дека уствари и мајка им, нивната мајка, за кого традицијата вели дека била во роднински врски со Марија, мајката на Христос, на Исус, преку неја действувале да добијат така по-влијателни, повисоки места во царството кој го очекуваат. Секако, нивното очекување во таа фаза на службата е да Христос воспостави едно месијанско, еврејско царство, во кој еврејскиот народ ќе доминира, ќе царува со сите народи, ќе бидат ослободени од робство, од секаков окупатор,
Христос ќе воспостави некаква влада и во таа влада првите советници или највисоките позиции ќе ги добијат учениците, апостолите. А пак Јован и Јаков се надеваат дека ќе бидат, како беше првиот, не, сега имаше ново министерство, први вице-премиери, така, ќе бидат први вице-премиери и ќе се играат на голчиња во канцеларијата. Тоа барат од Христос. Чист, нели, непотизам. И Христос им, знаете, нели, како кажа, тоа што го барате не можам да ви го дадам, бидејќи тоа не е мојата цел тука да воспоставам царство за вас на земјата, да се борам со римјаните, но има нешто друго на кој некако малку наивно се согласија Јаков и Јован. Друг случај во кој се спомнат само Јован и Петар е во Лука 22:8. Доаѓа време Христос да биде веќе фатен. И Христос веќе за него има распишено како се куцен, или како беше тоа, кога има потрага и кој ќе го фати, толку пари има награда, жив или мртов. За Христос веќе има распишено награда, потерница од фарисеите. Меѓутоа Христос многу сака да ја јаде таа пасха, последна со ученици, тој им го рече, многу сака да имам оваа пасха со вас. Таа вечер беше многу значајна за него. И вечерата, и се тоа што следи после вечерата, што Јован надолго и на широко ќе го напише во скоро една половина од книгата е посветена тие последни неколку часа на Христос со учениците. И во таков момент задачата да ја подготват паската, да ја спремат просторијата, ја дава на Петар и на Јован. Вели, кога требаше да се заколе пасхалното јагне, ги испрати Исус. Петар и Јован им рече, одете и пригответе ни паска за да јадеме. И тука гледаме таа доверба за тој важен настан. Тоа ќе треба да го направат Петар и Јован. Сигурно за такво нешто Исус сакаше да одбере најдоверливи луѓе. И тие му беа секако најдоверливите, Петар и Јован. И, нели, рековме, тоа е ученикот што го сакаше Исус, оно што се подпер на градите за време на Паската. Тој беше во Гицманската градина, заедно пак со Петар и Јаков. Марко вели дека само тројцата ученици се таму, во градината со него. Го следеше заедно со Петар преку целиот судски процес и кога влегува во дворот на првосвештеникот, успеа да влезе таму, бидејќи очигледно имал некакви пријателства со првосвештеникот, го познаваше, додека висеше на крстот, распнат. Таму беше само Јован, пишува нели другиот ученикот и така натаму што го сакаше, и ја довери грижата на Марија, на тој ученик, и после воскресението, кога жените прво отидоа таму за да го помазат телото, го видоа празниот гроб, се вратија, кажа на учениците, Петар и Јован беа тие кои дотрчаа, прво Јован пристигна, но не влезе, потоа Петар влезе и по него и Јован се уверија во празниот гроб и во воскресението на Христос. И уште еден случај има тука, пак, покажува карактерот на учениците во таа фаза. Сеќавате на она случка, пак еден голем улов имаше, го запишува Јован тој настан. Петар веќе 3 пати се беше откажал од Христос. Дојде Христос, веќе воскреснат, и се обрати кон Петар. 3 пати, Петре, ме љубиш? Да, Господи, те љубам, паси ги моите јагненца, овци, така натаму. И кога заврши со таа тројна исповед, како едно обновување за Петар, му е најави смртта, како ќе умре. И тогаш Петар се сврта кон Христос и рече, а што ќе биде со овој зад мене, ученикот? Не е именуван тој ученик, не е. Зошто тоа прашање?
на Петар. Треба да сватиме дека учениците се уште, еве, например, во првата глава на делата, кога Христос ги има последните минути веќе, им кажува, нели, за Божјото царство, прашањето што го пасувате кога ќе го востанови тоа царство. И тој им рече, не е ваше да го знаете денот и часот и оно што е во Божјата власт. Но вие, нели, ќе го примете Светиот Дух и бидете мои ученици, сведоци тоест. Тие живеа со таа надеж дека во секој момент Христос ќе го обнови царството и тие ќе станат управници во тоа царство. Се уште има таа надеж. И сега, наеднаш, што открива Христос за Петар? Дека ќе умре. И чекај сега, нели ти треба да дојдеш? Како? Ама тоа значи дека јас нема да го дочекам тоа. Кога ти ќе дојдеш, јас ќе сум мртов. И затоа го бара Јован, не некој друг. А добра, овој ќе умрли, како мене. Или овој па, тој ќе седне сега отесно, како што јас смета, зашто они се двајцата најблиски, Петар и Јован. Значи, јас отпаѓам од трката, а и Христос што он вели? Да не те интересира за него, што ќе биде. Ти гледај си од твојата работа. Тоа се учениците во Евангелијата. И евангелистите, па вклучително и Јован, не го крие тоа. Ово настан, нели? Сега го кажува за Петар, дека Петар е тој што така реагира, меѓутоа тој проблем го имаат сите ученици. Да, тој не кажува дека бараше со Јован заедно да седнат на првите места, да бидат првите вице-премиери. А каков е Јован во делата на апостолите? Тука гледаме еден сосема поинаков Јован. Јован е таму, се моли со останатите за доаѓањето на Светиот Дух, за Педесетница. Јован е заедно со Петар цело време. Тие се 20 ученици кои ја водат на почетокот црквата во Ерусалим. Тој е заедно со Петар кога го исцелуваат оној што е цел живот проси куц пред храмот и после таа проповед во храмот тие се фатени од фарисеите, во затвор се ставени. На судски процес им забрануваат да говорат за Христос. И тие велат, кажете ни, што е право? Да слушаме она што Бог ни го кажува или она што човек ни го кажува? Потоа, во вториот случај, тие пак проповедаа, пак беа фатени и беа тепани. Сака да ги убијат, меѓутоа Гамалил се вмеша и беа пуштени, меѓутоа пред тоа беа, пише од текстот, ама претепани, здробени од кјотек. И продолжува текстот и вели, и се радуваа што претрпаа страдања заради Христос. Тој апостол, кој од чисто опортунистички причини го следеше Христос, гледаме каков станува после вознесението, кога црквата веќе почна да се формира. Тие двајца, кога се шири Евангелието во Самарија, Филип благовестителот, кога таму евангелизира, тие двајца беа повикани, пише Петар и Јован, да дојдат во Самарија, како една инспекција да се утврдат во таа служба, положија раце и се симна Светиот Дух. Тоа е таа позиција. И потоа Јован е човекот кој што пишува 5 книги во Новиот Завет. Евангелието, 3 посланија и книгата Откровение. Тоа оној кој што се буткаше да биде поблизу до Христос, кога го виде Откровението, откриен Христос, падна од страв. Не можеше да стане и тогаш Христос го охрабри да стане. Што можеме да научиме како лекција за ова што го разгледуваме како еден портрет на Јован, авторот Јован. Тука гледаме Божјата благодат. Тоа е еден добар пример, како и сите ние, за Божјата благодат. Зашто, знаете, тој не е многу образован човек. Неговото Евангелие не е така баш, како и во јазичен стил, лексички.
И Лука кој изнесва многу факти, тоа е по фактологијата, во делата на апостолите, во 4.13, кажува за Петар и Јован. Кога се исправени пред Синедрионот, после таа случка со исцелувањето на човекот пред храмот, ги изнесува на суд, ја кажа својата заштита обвинетите Петар и Јован, и пише кога ја дознаа смелоста на Петар и Јован и разбраа, не дознаа, разбраа, сватија, гледаа дека се неоки прости луѓе. Да, тие биле неоки прости луѓе. Дури и за тоа време тогаш не биле според дури вообичаените стандарди на образование. Прости и неоки луѓе. И сепак се восхитуваа на нив. Знаете, се восхитуваа на мудроста. Како може такви прости неоки луѓе така мудро да одговарат на прашањата што ни се поставуваат? Нивните одговори не биле со некаква висока фразеологија, но мудро. На секое обвинување тие многу мудро одговараа, за да не можат да ги фатат понатаму во нешто. И тоа дури продолжа, вели, и сватија дека се Христови. Го видоа во нив Христовиот дух. Го видоа во нив Христос, во нивниот одговор. Христовиот авторитет, Христовиот модел. Го видоа примерот на Христос, животот на Христос. И како може еден такви луѓе, таков човек како Јован, го видовме, нели, да стане таков? Само по благодат. Тој е еден човек кој не е харизматичен лидер, гледаме, меѓутоа стана водач на црквата. Тој човек беше смел, иако беше опортунист, егоцентричен, суров, да уништи цело село, т.е. да изврши геноцид таму, на едно цело село. Знаете дека тој човек станува познат како апостолот на љубовта. Тој е апостолот на љубовта. Тоа е неговиот епитет. Апостолот на љубовта. Еден себечен, опортунист, суров човек, кој се бори да се обезбеди за себе по високи позиции, станува апостолот на љубовта. Груб, безмилосен рибар, бараше се симна оган од небото, да уништи, станува апостолот на љубовта. Тоа ќе кажем нешто кон крајот. Е таа промена што Бог ја прави. Божјата благодат. Од еден таков човек може да направи полн со љубов. Да, тој е единствениот за кого традицијата вели дека од природна смрт умира, во длабока старост се смета дека некаде цел век изживел, до крајот на првиот век. Скоро до крајот на првиот век. Служил во Ефес, бил во длабока старост, не можел да оди. Меѓутоа луѓето сакале да го слушат. А тој бил толку стар што не можел да збори веќе. И што правеле? Го кревале, му кревале столицата, тоест носилка некаква на која седел, и го носеле во црква. И ќе го ставили собрана целата црква, заедницата, и тој само кажувал: чеда мој, љубете се. И пак ќе ви кажам, љубете се. И толку можел човек. И го вракиле. И тоа била неговата богослужба. Чеда мој, љубете се. Ако Бог можеше да го промени тој Јован од Евангелијата, во Јован што го гледаме подоцна, нели, во историјата на црквата, тој може да не промени сите нас. Божјата благодат менува од корен. Средбата со Христос, со воскреснатиот, живиот, вознесениот Христос, ќе видиме ние во уводот, во прологот, кој е тој Исус Христос, кој е Логосот, кој е Словото. Променува. Средбата со него не може човек да го остави ист каков што бил. Исто така овде кога го гледаме Божиот суверенитет во овој портрет што го имаме за Христос. Не верувам дека Јован бил нешто повеќе од останатите, напротив, гледаме како се буткал. Меѓутоа Бог избра, реши да има една тројка. Бог реши
да действа со некој. Интересно е, во Евангелијата, ако читате секогаш кога се спомнуваат Петар, Јаков и Јован, или само Јаков и Јован, секогаш Јаков е прв спомнат. Јован е некако во тој пар на браќа во подредена позиција. Јаков е првиот. Меѓутоа, Јаков станува првата жртва од апостолите уште во раниот период на црквата. Тој е убиен од Тирот Агрипа. За разлика од него, Јован доживеа длабока старост. Јован не успел ништо да напише. Јаков не успел, Јован пишува 4 книги, 5 книги. Зошто така? Тоа е Божиот суверенитет. Реши Јован да го истигне. На Јован да му ги подари тие работи. Кога Петар праша што со него, да не те интересира. Јас имам план за секого. Мојата волја е најдобрата. Ти само следи го мојот план. Ти само биди покорен на мојата волја. Тоа е. Бог е решава кога ќе издигне, кога, како ќе му даде. И секогаш тоа е совршено направено од него во неговото време. Тоа е суверен. И на крајот, животот на Јован е илустрација за таа љубов кон Бог, која е доминантна тема, можеби една од доминантните теми во Евангелието и во посланијата. Јован, интересно е ли се нарекува ученикот, што го сакаше Исус или кога Исус го сакаше. Критичарите, либералните теолози, ова го зимат како аргумент против авторството на Јован и велат, ако Јован беше автор, тој никогаш не би се нарекол, би бил скромен, никогаш не би се нарекол така како ученикот што го сакаше Исус. Меѓутоа, ако тоа е сликата што Јован ни ја дава за Бог, нели, тој ќе каже во момент, Бог е љубов. Тој не може да се гледа себе си поинаку од ученикот кого Господ Исус го љуби. Јасно знаете што е проповедникот кого Исус го љуби. Вие сте славителите кого Христос ги љуби. Тоа е поентата на неговите дела, на она што го пишува. Не. Може ли еден автор кој потенцира на Божјата љубов, кој истакнува Божјата љубов, а себе се не се представува со име, да најде, да измисли подобар опис од тој ученикот кого Христос го љубеше. Зашто така се напишани и Евангелието и посланијата, што Јован сака, кога ги чита читателот, да стигне до тој заклучок, дека Бог го љуби. Има нели една песна, Христос ме сака, мене ме сака, и како знам? Го знам тоа од Библијата. Да. Или бар тоа го има запишено и може би од таму идејата за песната, точно коментирајќи го Евангелието според Јован. Христос ме сака, мене ме сака, го знам тоа од Библијата. Тоа е целта што сака да ја постигне Јован, кога некој ќе го отвори тоа Евангелие да го чита. Христос мене ме сака, Бог мене ме сака. И одејќи нели кон таа цел, самиот негов увод, ние ќе збориме нели за тој увод, првите стихови, сака да ни каже кој е тој, колку е голем тој што не љуби. И ако тој што не љуби е толков, таков, тој семокниот, севишниот Бог, тогаш може ли човек да не одговори на неговиот повик, да биде љубен од него, да го следи? Зборишто љубов само во Евангелието, и тоа во оние манускрипти, што има неколку верзии, во кои најмалку се спомнува зборот љубов, и во тие го има повеќе од 55 пати, а во другите и многу повеќе. Има еден стих кој го запишу во еден клучен момент од службата на Христос Јован, вели, а пред празникот Пасха,
тоа се нели последните моменти пред да биде фатен Христос, знаејќи дека му дојде часот да премине од овој свет кај Отецот, знаејќи дека оди на крстот, пишува, и бидејќи ги засака своите во светот, до крај ги засака. Знаете, значи до крај намера, нема повеќе од тоа, не може повеќе од тоа, максимално, бескрајно ги засака. Знаејќи дека оди на крстот, а оди на крстот бидејќи до крај ги засака, без резерва, без да има простор нели за да отстапи од таа своја љубов. Бидејќи максимално ги засака, отиде на крстот. Тоа е таа љубов за која што говори Јован во Евангелието, и јас се надевам дека во овој период, додека го изучуваме, ако некој се уште не е искусил таа љубов, ќе ја искуси. Знаете ли дека има направено анализа, нели, кога се давано задача студенти да почнуваат групи, да се изучување со луѓе кои не веруваат. И, например, они кои почнале со Евангелието според Јован, веќе во 3-4 глава се били убедени дека Христос е Бог и дека ги љуби. Да. Така е напишено. Колку е силно во тој повод. Така да јас се надам, ако некој не искусил, додека го изучуваме и ние се молиме за тоа да искуси таа љубов, на која што човек едноставно не може да откаже. Затоа кога им рече Христос, следете ме, и тргнаа, зашто едноставно не може да откажат на таа љубов. Оставија се. Ги оставија бродовите, рибите. Јас викам, што стана со толку 2 брода полни со риби? Ги оставија и тргнаа по Христос. А пак, оние кои веќе сме искусиле, јас се надам дека, изучувајќи го посланието, се повеќе ќе стигнуваме до крај да го возлюбиме. Се повеќе и повеќе, се поголема мера. И нека Бог не води во тоа, да ни открива преку Неговиот дух, за да исцрпиме од Божјата мудрост, од Божјата благодат, максимално од она што ни го оставил апостолот Јован во тоа негово Евангелие. Амин. Ајде да се молиме. Татко Небесен, ти благодариме за тоа што ти ни остави една таква скапоцена книга во твоето свето писмо. И ти благодариме за тоа што ти и ни ја даваш таа можност, таа благодат, за да можеме да го изучуваме. И ние, Татко Небесен, се молиме. Нека Светиот Дух не води. Да откриваме, Господи, од Твоите духовни богатства, да извлекуваме од длабочината се посјајни бисери за нашата душа, кои ќе не хранат, ќе не променуваат, ќе не освежуваат, ќе не доближуваат до Тебе. Се молиме, Господи, таа благодат, која што ја гледаме како променуваше апостоли, луѓе во историјата. Таа благодат која даваше сила за такви славни служења, какви што имаше апостолот Јован и останатите, да действа и во нас. Променувај не, Господи, давај ни мудрост, давај ни сила, да бидеме непосветени служители. Се молиме, Господи, не дозволувај другите повици во светот, кои не се толку јасни, но меѓутоа се измамливи во својата убавина, во својот сјај. Не дозволувај да подклекнеме на нив, туку нека Твојот глас, Ти кој си нашиот добар пастир, и не повикуваш, длабоко во нас, Господ, да не поттикнува тој глас. Да Те следиме и да Ти служиме посветено. Се молиме, Господи, таа Твоја љубов се повеќе, се поизобилно да владее, да раководи со нас, за да бидеме навистина, да го имаме оној пожртвуван живот што Ти го имаше за спасението на луѓето. И се молиме, Татко Небесен, во името на нашиот славен Спасител, Господ Исус Христос. Амин. Добро, ајде сега ќе го славиме Бог.